Синдикалната организација на Југохром Алзар повторно на протест. Тие и овој пат го блокираа автопатот Тетово-Скопје во време траење од 2 часа. Од синдикатот велат дека протестот е поради неправедното исклучување на печките на комбинатот. Уште еднаш ги истакнаа своите барања да се поништи одлуката на Државниот инспекторат за животна средина и да се продолжи да се гради филтер станицата. Судбината на вработените е во рацете на владата. На утрешната договорена средба со премиерот Емил Димитриев ќе се знае дали вработените ќе одат во агенција за вработување или пак ќе се вратат на работните места. Ние како синдикат повеќе не разговараме со менеджерскиот тим за статусот на вработените. Затоа што сметаме дека се исцрпени сите можности од компанијата да се задржат вработените на работа. Неколкумесечното неработење на комбинатот Југохром влијае врз економијата на државата, велат од Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Република Македонија. Генерално гледано за македонската економија, ако збориме, бидејќи металургијата е гранка која што носи лавовски дел од девизните приливи во државата, тогаш може да кажеме дека со неработењето на Југохром се разбира дека штетите се многустрани. Вработените во Југохром Алзар стравуваат за нивната понатамошна екзистенција, доколку комбинатот не започне повторно да работи. Катастрофа за све овие нарошти овде. Седимо 5 месеца више колку сме тамо без никакви екзистенции. Значи сваки сака да има некој приход. Треба сметки, треба ред други работи, значи оно што се најпотребни за едно домаќинство. Претежно сме сите со фамилии, со семејства. Значи еднаш треба да се реши овој, да се донесе, значи заклучок да се отвори фирмата. Ние тражимо да пушти фирмата. 36 години да работаш и да останеш без очи, без уши и на крај да седим по улица. Откако Државниот инспекторат за животна средина донесе одлука за исклучување на печките поради непочитување на крајниот рок за поставување филтри на оџаците, вработените неколку пати протестираа. Тие и натаму стојат на ставот дека Југохром не го загадува воздухот во Тетово.